Добар ден, ученици! Добродојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска и работам во училиштето Никола Карев во Пробиштип. Ке се погрижам денешниот час по македонски јазик за тебе да биде многу корисен и интересен. Што ќе учиме денеска? Поим за реченица. И растенијата имаат име. Како и секој час, така и овој час има своја цел. На овој час ќе треба да го усвоиш поимот за реченица, да се запознаеш со нејзината содржина и функција. Да се оспособиш да ги усвоиш поимот за зборот како дел од реченицата и зборот како име за предметите околу нас. Што ќе ти биде потребно за овој час по македонски јазик? Значи, учебникот по македонски јазик, кој што треба подоцна да го отвориш на страна број 15. Тетратката по македонски јазик и твојот училишен прибор. Сега застани го видеото, подготви го сето ова и продолжуваме. Доколку си го отворил твојот учебник на страна 15, ќе ја видиш оваа илустрација. Нејзиниот наслов е и растенијата имаат име. Тоа ќе го учиме на овој час. А што гледаме на оваа илустрација? Ајде, јас ќе ви прочитам. Ова е мојот сосед Чичко Коле. Тој е многу вреден и работлив човек. На пазарот има тезга полна со најубави продукти. Тој продава овошје и зеленчук, затоа што знае дека тие се полни со витамини и се најважни за сите дечиња да бидат здрави и да пораснат големи. А дали вие јадете овошје и зеленчук? Јас многу сакам и овошје и зеленчук. А што се овошјето и зеленчукот? Да, тие се растенија. И секое овошје и зеленчук си има свое име. Но дали само овошјата и зеленчуците се растенија? Што мислите? Еве, овде имаме една група, голема група на различни овошја. Овде пак имаме група од зеленчуци, но постојат и други растенија. А тоа се разновидните дрвја, потоа житарките, многу различни цвеќиња, како и овие билки кои што се користат како зачини или чајчиња. Значи, на сите овие слики има растенија. Секое растение си има свое име. Значи, ова се групи од растенија кои што имаат едно име. Првата група беше овошје, втората зеленчук, третата дрвја, житарки, цвеќиња и билки кои што ги користиме како зачини или чајчиња. Но, сега да видиме во оваа група на овошја, значи, таа има повеќе членови, значи повеќе плодови, кои што секој плод си има свое име. Ке почнеме од што? Од грозјето. Значи, овој плод се вика грозје. Името на оваа насмеана се вика круша. Така. Значи, понатаму, ова е плодот што се вика лубеница. Потоа имаме малина, портокал, цреша, јаболко, јагода, капина, боровинка, аронија, зелено јаболко и праска. Сите овие, значи, ја прават групата што се вика овошје со едно име. Меѓутоа, запомтете, секој плод не го викаме овошје, туку тој си има свое име, исто како ние луѓето. Ајде да ги видиме овие другарчиња што се во групата зеленчуци. Како е името на секој од овие плодови? Пиперка, краставица, морков, компир,
бабура, синдомат, цвекло, кромит, домат, брокула, печурка. Значи сите овие со едно име ги викаме зеленчук. А спомнавме дека постои и група на цвекиња. Значи сите овие се цвекиња, но имаат различни имиња. Еве го сончогледот, кокичето, орхидеја, овој цвет се вика ружа и ова е лале. Значи со едно име цвекиња, меѓутоа сите се различни. Забележувате како и ние луѓето што сме различни и животните, така и растенијата. Но секој растение од секој вид си има посебно свое име. Ајде да видиме зашто служат растенијата, зашто ги користиме. Некои растенија се користат како храна за човекот и животните. Такви се овошјето, зеленчукот и житарките. Некои пак растенија се користат како зачини или лековити билки и тие обично се користат откако ќе се исушат. Дали знаеме некои имиња на вакви лековити билки или зачини? Еве, например, босилек, невен, нане, камилица, коприва, липка. Липка е дрво чиј цвет се суши и од него се прави чајче. Исто и камилица и невен, меѓутоа, иако се цветови, да знаете дека сите цветови не служат како лековити билки и не може од нив да се прави чајче. Значи само некои. Еве ги имињата на некои од овие растенија. Ова е многу важно. Некои растенија се прочистувачи на воздухот. Дали знаете кој го прочистува воздухот? Тоа се дрвјата. И дрвјата се различни помеѓу себе. Не се сите дрвја исти, така постојат имиња и за секое различно дрво. Некое дрво се вика бука, некое даб. Имаме јавор, јасен. Потоа имаме бор, ела, смрека и уште многу други видови на дрвја. Некои растенија се користат за разубавување на просторот и нашата околина. Такви се секако цвекињата, што ни ги украсуваат дворовите или малите украсни дрвца. Додека јас ви го објаснував сето ова, користев многу зборови. Еве цело време зборувам. А дали се сеќавате од што беа составени зборовите? Тоа го учевме минатата година. Значи зборовите беа составени од што? Од гласови. Кога повеќе гласови ќе споиме еден до друг, тие можат да направат збор. Но за да можеме да се разбираме, зборовите не треба да бидат кажувани без никаков ред и редослед. Значи тие треба да бидат правилно подредени, правилно да се поврзуваат, за со нив да искажеме некоја мисла. Затоа треба ова добро да го запомтиш. Кога зборовите правилно ги поврзуваме, за да искажеме некаква мисла, тогаш велиме дека сме составиле реченица. Ова што јас го зборувам цело време, всушност е употреба на многу зборови од кои што сум направила реченици. Ајде да составуваме реченици. Ке ги користиме некои од зборовите што ги учевме денес. Ајде сега да видиме. Имаме цвеќе и имаме вазна. Каква реченица би можеле ние да составиме од овие два збора, од цвеќе и од вазна? Ајде малку да размислиме. Така е, цвеќето е во вазната. Значи, оваа реченица, да изброиме колку зборови има. Цвеќето е еден збор. Е во вазната. Значи, реченицата е составена од 4
зборови, некои се подолги, а некои пократки. Сега ќе вежбаме малку составување на реченици. Ајде, потруди се да смислиш реченица од зборовите јаболко и дрво. Ајде, мала помош. Одлично! Јаболкото расте на дрво. Колку зборови содржи оваа реченица? Јаболкото расте на дрво. 4 зборови. А сега имаме јагоди, цреши, црвено. Дали успеа да составиш реченица? Јагоди, цреши, црвено. Одлично! Јагодите и црешите се црвени. Да изброиме колку зборови има оваа реченица. Јагодите и црешите се црвени. 5 зборови. Некои подолги, некои пократки. А сега? Мама нешто прави. Ајде да видиме. Поврзи ги и наредните сликички и направи реченица. Мама прави, што е ова? Салата од што? Од домати и краставици. Ајде да изброиме колку зборови има оваа реченица. Мама 1, направи 2, салата 3, од 4, домати 5 и 6 и краставици 7. Значи, направивме голема реченица дури од 7 зборови. Забележуваме дека бројот на зборови во реченицата ни оди од помалку кон повеќе. Меѓутоа, понекогаш можеме да формираме и реченици од само една слика. Ако ја наблюдуваме таа слика, ќе можеме да составиме реченица што ќе ни искажува една завршена мисла. Значи, реченицата е говорна целина со која се искажува една завршена мисла. Ако сакаме да направиме реченица од оваа фотографија, што можеме да кажеме? Можеме да направиме повеќе реченици. Кокичињата се многу убави. Една реченица. Потоа можам да кажам кокичињата растат во зима. Уште една реченица. А можам да речам и кокичињата се бели. Можеме да кажеме и кокичињата личат на звончиња. Значи, тоа е нешто што го гледаме со очите и го опишуваме. Со тоа искажуваме некаква мисла, наша мисла. А сега, погледни ја оваа фотографија и обиди се да составиш реченица. Имаме лалиња во различни бои. Како ти оди? Лалињата се шарени, можеме да кажеме. Лалињата се шарени и многу убави. Или лалињата во вазната се шарени и многу убави. Ајде да видиме сега од оваа брокула што ја гледаме да направиме реченица. Растението брокула е со каква боја и на што личи? Еве да ви помогнам малце. Одлично! Брокулата е зелена и личи на дрво. А како ќе опишеме лубеницата и од тој опис да направиме реченица? Супер ти оди! Лубеницата е црвена со зелена кора. Е така ученици се составуваат речениците. Значи, може секој на свој начин да си направи реченица. Можеме да направиме реченица
и од оваа фотографија со наставничката која пишува на таблата. Каква реченица можеме да составиме? Наставничката пишува реченици на таблата. А со што ги пишува речениците на таблата? Можеме да кажеме, наставничката пишува со креда. И уште многу други реченици. Можеме да опишеме во што е облечена наставничката. Можеме да кажеме, наставничката носи очила. Наставничката е многу убава. И се така на свој начин да си продолжиш понатаму. Сега ќе ја добиеш и твојата задача. Во твојата тетрадка нацртај 10 различни видови растенија. Именувај ги сите и обиди се да составиш реченици од нив како во примерите. Еве, на пример, ако нацрташ жито и ако нацрташ до житото леп. Каква реченица можеме да составиме? Од житото се прави лебот или лебот се прави од житото. Се надевам дека ти е јасно и лесно и дека ова ќе биде предизвик за тебе што без никаков проблем ќе го завршиш. Ти благодарам на вниманието.